Добар ден, драги ученици! Вие сте во e-училница на платформата Eduino и следите час по музичко образование за трето оделение. Јас сум Моника Илиевска, оделенски наставник во Основното училиште Тихомир Милушевски од Скопје. На овој час по музичко образование за трето оделение ќе изведуваме бројалка со точен ритам и јасна дикција, поточно бројалката едно цвеќе шарено. Што треба да научам на овој час? Јасно да изговарам бројалката едно цвеќе шарено со точен ритам и јасна дикција, да ја изговарам бројалката бавно, умерено и брзо, да ја изведувам бројалката со точен ритам придружен со плескање на рацете. Да се потсетиме. Иако ние обработувавме бројалки и во претходното оделение, не е на одмет да се потсетиме што е тоа бројалка. Бројалките представуваат музички игри, многу често застапени кај децата во нивните секојдневни детски активности. Тоа се кратки литературни текстови со весела содржина и нагласен ритам кои се изведуваат на ист тон. Што е ритам? Ритам е тек од звуци или тонови со различно временско траење. Пример за ритам. Там, 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 там. Ова е прв пример. Втор пример. Там, 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 там. Трет пример. Динг донг, динг донг, динг донг, динг донг. Возот се движи со одреден ритам. Секој човек се движи со одреден ритам. Зборува со одреден ритам. Затоа велиме дека ритамот е тек од звуци или тонови. Што е дикција? Дикција е јасен изговор, чистота и безпрекорност во звучењето на секој глас, секој збор. Како одбираме со кого ќе играме или кој ќе биде прв? На овој слајд ви се представени неколку фотографии од детски игри. Бројалките децата ги кажуваат најчесто пред почетокот на играта за да се поделат во групи да одредат кој ќе започне прв или кој ќе излезе од игра. Пример за бројалки. Еци пеци пец. Еци пеци пец, денес добив кец, тато ми го избриша и ми стави 5. Според сликата претпоставувате дека станува збор за бројалката воз. Воз. Трака лак, долго лак, јас сум возот голем јак. Трака трак, трака трак, јурам смело и низ мрак. Ени, мени, сени. Ени, мени, сени, сени чоколада, бур, бур, лимонада. 1, 2, 3. 1, 2, 3, штурчето се скри, 4, 5, 6, еве добра вест, 7, 8, 9, некаде под кревет. 1, 2, 3, пронајди го ти. На овој час ќе обработуваме бројалката едно цвеќе шарено. Јас прво ќе ви ја прочитам, а вие внимателно слушајте. Едно цвеќе шарено. Едно цвеќе шарено влива да никнало. Дали ќе го скинеш ти? Размисли и кажи ми. Ајде малку да поразговараме во врска со содржината на бројалката. Какво е цвеќето по боја? Цвеќето е шарено. Каде никнало цвеќето? Цвеќето никнало во ливада. Дали би го скинале цвеќето? Јас не. Вие размислете. Зошто не треба да ги кинеме цвеќињата? Цвеќињата не треба да ги кинеме затоа што ни ја разубавуваат природата. Поминуваме на ритмичко кажување на бројалката со неутрален слог. Кога станува збор за ритмичко кажување, најчесто го избираме неутралниот слог та или на. Овој пат јас го избрав слогот та.
Овие запирки овде на крајот секој ред на бројалката ни кажуваат дека треба да земеме воздух. Овој знак овде има време траење од 1 удар, а овој овде од 2 удари. При изговарање на бројалката внимаваме ритмот да е рамномерен. Прво, јас ритмички ќе испеам бројалката, а потоа вие заедно со мене. Сега. Та 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 та. Така. Ајде вие заедно со мене. Исправете се убаво за воздухот непречено да поминува и правилно да може да ја изговараме бројалката. На мој знак сега почнуваме. Сега. Та 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 та. Браво. Сега поминуваме на обработка на бројалката ред по ред. Како што учиме напамет стихотворба, така ќе ја учиме и бројалката. Значи, поминуваме на обработка со нејзиниот текст. Едно во цветче жолто, сликовито ви е представено дека трае 1 удар, а бело во цветче трае 2 удари. Прво, јас ја пеам бројалката, а потоа вие заедно со мене. Сега. Едно цвеќе шарено. Така. Ајде сега вие заедно со мене. 3 и едно цвеќе шарено. Така. Одиме со вториот ред. Влива да никнало. Така. Ајде сега вие заедно со мене. 3 и влива да никнало. Така. Сега, јас го пеам првиот и вториот ред заедно, а потоа вие на мој знак заедно со мене. Едно цвеќе шарено влива да никнало. Така, ајде сега вие заедно со мене. 3 и едно цвеќе шарено влива да никнало. Браво. Одиме на третиот ред. Дали ќе го скинеш ти? Сега вие заедно со мене. 3 и дали ќе го скинеш ти? Така. Сега, првиот, вториот и третиот ред заедно. Прво јас, а потоа вие заедно со мене. Едно цвеќе шарено влива да никнало, дали ќе го скинеш ти? Така. Сега на мој знак, вие пеете заедно со мене. 3 и едно цвеќе шарено влива да никнало, дали ќе го скинеш ти? Браво. Одиме со четвртиот ред. Размисли и кажи ми. На мој знак вие пеете заедно со мене. 3 и размисли и кажи ми. Така.
Одиме сега со целосно изведување на бројалката. Едно цвеќе шарено. Едно цвеќе шарено влива да никнало, дали ке го скинеш ти, размисли и кажи ми. Така, на мој знак сега, вие пеете заедно со мене. 3 и едно цвеќе шарено влива да никнало, дали ке го скинеш ти, размисли и кажи ми. Браво! Сега одиме на изговарање на бројалката бавно, брзо и умерено. Ако до сега, кога ја изведувавме бројалката, можевте да забележите дека бројалката ја изведувавме бавно, но ќе ја испееме уште еднаш. Бавно. Едно цвеќе шарено влива да никнало, дали ке го скинеш ти, размисли и кажи ми. Така. Сега јас ќе ја изведам бројалката брзо. Едно цвеќе шарено влива да никнало, дали ке го скинеш ти, размисли и кажи ми. Така. И остана уште умерено изговарање на бројалката. Едно цвеќе шарено влива да никнало, дали ке го скинеш ти, размисли и кажи ми. Така, вие можете да го прекинете видеото и да ја вежбате изговарање на бројалката бавно, брзо и умерено. Што научивме на овој час? Ја разбравме содржината на бројалката. Научивме да изговараме бројалката со точен ритам и јасна дикција и научивме да ја изведуваме бројалката со точен ритам придружен со плескање на рацете. Ви благодарам на вниманието.